целата идеја за иницијативава за Коноп Фест почна нели као Facebook групи, нели сите си правевме приватно, ширевме информации во врска со канабисот, значи подигање на свеста во однос на канабисот, чисто за медицински цели. Значи потоа се најдовме повеќе луѓе од повише групи, каде што седнавме и као викаме да направиме некој хепенинг, нешто да се дешава за луѓето да дознаат помасовно, значи каде што ќе видиме да биде сето тоа фри, каде што луѓето ќе сакаат да дојдат да свират за оваа кауза и да кажат по некој збор, затоа што тоа го мислат. Значи да не биде она за пари, како до сега што се прави углавном све. Да, добивме искрено супер, значи одговор од бендови од све, така да за сега работите течат многу добро. Ќе видиме како ќе завршат понатака. Добро и од очекуваното. Да. Може да. Добивме неверојатна поддршка од еден тон артисти македонски кои изразија желба да настапат на хепенингот. За жал не можевме сите да ги удостоиме да присуствуваат, меѓутоа и оние што ќе присуствуваат ќе направат неверојатна забава. Ќе ги спомнам Нокаут, ДНО, Last Expedition, СТР-2, Green Out, Джони или Applegren. Толку многу се што веќе не може ни чака над така. Значи ќе имаат млади артисти, ќе доаѓаат диџеи, ќе пуштаат музика што не се познати на македонската јавност се уште. Значи ќе им дадеме шанса и на нив да направат нешто, да покажат што знаат. Битното е што сите поддржуваат каузата, сите доаѓаат доброволно да го искажат своето мислење за канабисот, затоа што пред се нас ни е битно да кренеме свеста на народот за билката која што е живот, значи не само за оние што имаат потреба од неа, дури за тие што превентивно може да ја користат како таква. Да не бидеме на канабис, марихуана, ред други работи, Коноп е македонскиот збор за лекот, за нашиот лек. И баш ќе враќање кон традиционалните вредности. Нормално. Значи Коноп е тој нашиот македонски збор што треба да го презентираме во јавноста, сите да се знаат дека е тој лекот, да не ја крееме вистината, да го шириме. Затоа се здруживме да направиме нешто, значи што ќе биде забавно и воедно ќе искажеме вистината на повеќе народ. Значи имаме поддршка според нашите анкети, македонските анкети, негде до 70-80%. Више кои се заинтересирани. Мислам дека таа бројката доволно збори за се. Сега, значи целата работа е значи на светски рамки, се бориме за едноставно да се врати канабисот некогаш на тоа што бил. Кај нас конопот, значи бил традиционална билка, кој што се користел и се користи во еден куп, значи за куп работи, од облека, храна, индустрија до на Хенри Форд првата кола му е направена од коноп, значи буквално цела шасија што е 10 пати поцврст од челикот, значи која што не се распаѓа, не рѓа и така натака, значи горивото му е од коноп, значи без штетни емисии, така ли се викаше, штетни емисии. Значи сега сето тоа е потиснато. Значи зашто е сето тоа, кој стои позади тоа, значи на крај не е ни една работа, него се повеќе организации се работи за профит. Многу просто и јасно. Значи, треба тие две работи да се разграничат, ако сакаме некаков успех во оваа математика, што сега ја работиме. Значи, канабис и профит на две различни места. Легализација, самиот збор исто, значи, legalize, убаво вака звучи, све е супер, али во принцип легализација е давање на сите права на некои си корпорации. Да владеат со нешто што уствари е билка која што расте од земјата и никој не смее да ја патентира. И никој не може да ја патентира и никој не може да ја контролира. Затоа што не може. Мислам, никој не ја создал на крајот. Она постои тука, исто како подлижено, да биде, не знам, патентиран. Ние го правиме. И тоа и го прават се, нели, ГМО, семки и така натака. Сега ние, у суштина многу пред нас го прават тоа, значи,
Англија, да кажеме, и првите луѓе кои што таму ги познам, значи на кралицата и подадоа букет од канабис. Значи они првите чекори ги правеа малце порадикални. Добро, кај нив е можда и друга свеста, да наречеме. Кај нас е малце подругаче, кај нас уште баук тема, кај нас све е дрога. И ние во главно мислиме дека ако искачаме вака јавно и почнуваме да зборуваме за проблемот, на крајот не може ќе увидат разликата и вистината. Значи вистината е една, не може да биде вечно скриена. Значи ова е нешто што се користи со илјадници години. И сега одеднашка станува забранета супстанца од 37 година. Значи поради X причини. Конопот кај нас се користел, значи го има, значи Галеника произведувала цигари за астма, кој што се уште не можеме да го добиеме како фотокопија, да го сфотокопираме од архив, за значи цигари за астма, кој што се уствари цигари со коноп. Значи наша фабрика ги произведувала. Југославија извезувала коноп, извезувала канабис. Сега се е тоа забрането кај нас. 2013, исто 20 април, тоа ќе дојдеше утрешниот ден пред 2 години, значи почнав да правам некоја иницијатива таква. Лично јас, затоа што кај тогашниот законник, мислам дека тогашниот законник беше дека организација не смее да застапува идеи за користење на дроги. Така да, со самото тоа, морав да излезам како личност, значи како физичко лице, кое што ќе дели материјали. Значи, од 1500 на Facebook наводно што ќе дојдат, се појавија 30 луѓе. Значи, имав јас закани, не знам зашто, значи, као немој да се појавуваш ке туапсим и така натака, значи ли не е проблем тоа. Значи, вака да ви кажам, како се вика, бољи дризово него бутал. Вистината е таа. Сега јас во тој момент тогаш бев едноставно и поради татко ми, значи немав избор никако, морав да го правам тоа што го правев. Додека сега е више друга математиката, значи се сменја работите. За кај нас, значи доста од лицата кои што се на власти се уште, значи нивна блиска фамилија користат од нив. Значи тоа е факт. Иако за сега не сакаат да излезат јавно. Значи прошлата година, мислам дека септември дојдоа многу видни ликови од темата на легализација, значи во светот, од Рик Симпсон кој што го реизмисли, да кажеме, тоест го изнесе пак на виделина за без пари. Да, значи Зелена алтернатива тоа го организираше, ги повика тие ликови. Значи, они сакаат да разговарат и беа повикани сите од власта, значи од министерот за здравство и така натака, значи они не покажа интерес позади затворени врати да дискутираат. Што го тоа значи? Како го, значи од лични искуства, значи од баба ми на 94 години, значи почна да пуши канабис и да пие улје, значи ги исфрли сите лекови. Значи не беа потребни, притисокот се нормализира, спиењето се нормализира, стана посрекна, повесела, тенот на лицето и се оправи, како да ви кажам. Значи и кога она сконта на нејзини 94 дека уствари не лажеле, цело ова време не лажеле. Вика, ние го знаевме коноп, али не ова. Вика, ова мислевме дека е нешто, не знам, ѓаволска трева. Во главном ќе гледаме да не ги направиме грешките како што ги направија другиве држави, значи од нив да подучиме нешто. Да кажеме, например, Австрија, Швајцарија, значи буквално во трговски центри имаш канабис. Значи, како се викаат, билки, али, например, они го имаат моментот дека не смее да има цвет, да пушти цвет. Значи, моментот на цветење они тука го прекинуваат. Значи, билката само ја чуваат така, без цвет. Чисто друга битна работа е дека може да се конзумира канабисот и без да има никакви хай ефекти, што се вика, никакви психоделични ефекти, тоест да се користи, листовите да се во џус да се прават, да се џусираат, така ли се викаше, џусирање, вајда. Сепак престои голема борба, ни требаат ликови кои што јавно ќе застанат и ќе говорат. Значи без плашење дека ќе изгубат работа или било што, значи имаме доста доктори кои што вака на муавет, не е проблем, ве поддржуваме све, али за на камера или да излезат со статија не го прават. Тоа затоа што се плашат за својата работа, за екзистенција. Ово е фестивал, затоа е фестивалот да, значи кршење на бариери, едноставно. Едноставно да се покаже вистината, да искочи, значи сите, значи нема потреба од страф. Луѓето, значи тие сме, значи да искажеме вистината, затоа го правиме фестивалот, значи без потреба на страф, дали е коноп, дали е маркуана, дали е дрога, значи тоа е лекот е наш. Лекот е наш, само ние
што треба да се здружиме и едноставно да го прикажеме во јавноста без страх. Мислам да биде буквално за сите да слушнат, за ке делиме материјали, ке имаме штандови, значи се надевам дека ќе успееме да најдеме некои продукти кои што се од коноп, значи кои што се легални нормално. И ќе видиме како ќе да работите понатаму. Веќе од кремите. Да, Се надевам дека ќе има голема поддршка, голема забава, сите ќе присуствуваат. Да, цел парк ќе биде полн, ќе биде. Па не само паркот, се надевам дека цела Македонија ќе биде известена на време, дека ќе дојдат сите без страх, без никоја причина за да се плашат од апсење и ред други глупости. Значи сите се поканети па за добра сепак сме забава. дојдени музика да слушаме, значи ова Да. пред се дискутираме за употреба на коноп во медицинска сврха. Значи тоа е многу битен Да момент. разјасниме. Значи прво тој момент да го добиеме. Значи затоа што таа е битката која што е најпотребна. Значи тие луѓе што пушат чисто рекреативно ќе пушат и вака и така и онака. Значи На било кој луѓето начин. кои што се болни, они имаат проблем да дојдат до моментот кога што им треба. И баш до квалитетни улја да дојдат. Значи е многу тешко да се дојде до квалитетно улје. Секакви продаваат секакви работи за некои суми неверојатно високи, а се знае што е потребно за да израсне едно растение, една семка, земја и вода. Тоа е тоа. И сонце. Значи ништото од тоа не кошта на крајот кога ќе видиш. Сега, кога више човек е болен, да кажеме канцер, е друга математика и друг че треба да се пристапи на проблемот. А додека, например, кај деца со аутизам, кај луѓе што имаат епилепсија, значи сосем друга политика на која што треба да се обрати пажња и како они треба да конзумираат канабис и кој канабис они треба да го конзумираат и на кој начин. Например, за астма такоđe треба да се инхалира. Значи, иако нели канабисот наводно нели предизвикува рак на плуќа, благе везе нема, тоа се измишлјотини на америчка влада и тоа ни го пласирале многу добро. Тоест потрошени се билиони долари на таа тема за да се оцрни нешто и го успеале да го оцрнат. Се уште е така, меѓу другото, кај нас малце се пробиваат тие бариери некаде на страна, да кажеме Америка, доста држави го пробија, мада се уште све се сведува на шопови кај што можеш да си купиш, значи али пак не е дека ти можеш дома да се одгледуваш. Некои можат, значи али пак е тоа со дозволи кои што ги бараш од држава, значи така натака. Да, и значи најјаките, на крај најмокните ќе ги завзем, ќе ги купат и помалите. Дукјанчиња кои што работат, значи тоа и се случува. Исто многу се плашам дека во Хрватска, Србија такоđe овие организации кои што беа како наши веснични, кои што работеа на подигање на свеста, тоест демистификација да наречеме на канабисот, тотално се сврте играта на влегување на фармаколошката индустрија. Тоест креирање на поле во ред, вие правете го ова што го правите, сакавте легализација, сега ќе ви дадеме, вие завршивте нашата борба, сега ние на вас ќе ви дадеме Сативекс, ќе ви дадеме Маринол, тоа се фармацеутски лекови, да ги наречеме, направени од канабис, тоест вештачки, не знам каква врста на канабис, кој што делува нешто од 5 до 10% кај одредени заболувања, значи кај многу мал број на заболувања. Значи например за канцер шанси нема. Значи за канцер се знае треба масло, значи јако, што би се рекло, значи со висок процент на ТХЦ, над 73%, значи висок процент на ТХЦ и треба да се конзумира во поголеми дози, значи да се стигне до грам на ден, значи грам на ден масло е отприлike 10 грама квалитетен канабис вака. Све се сведува на тоа дека едноставно погрешно не ја пласирале приказната. Тоа е тоа. Значи едноставно не лажат. Буквално тоа е зборот, не лажат. Значи сега и психијатрите ќе ни кажат на нас дека не знам да лекување од марихуана, зависност од марихуана, значи тако нешто не постои. Значи не постои, значи имаш зависност од кафеин. Тоа може да се каже, имаш зависност од цигари, од шекер имаш зависност, али од канабис немаш зависност. Ни кризи имаш, ни нешто ќе имаш, ни сега психички. Знаете како е, сакам да излезам у град. Па сега ако тоа е зависност дека сакаш да излезеш у град, мислам не знам како да ги другче поедноставам работите. Битната работа е дека канабисот има еден куп соединенија во него, од кои што ТХЦ-то и CBD-то се само две, од 40 или од 257 до сега откриени. Значи Лумир Хануш, доктор Лумир Хануш, кој што работи на ова полише 50 години и он се чуди. Значи он е чек по потекло, али работи во Израел и него не му исто јасно што се случува во цела оваа игра, зашто толку малце пари се вложуваат во истражување на
канабис, додека за други лекови, за вакцини, за работи кои што се докажани дека не делуваат, се трошат многу големи пари и се фрлаат. Секоја недела, значи би сакале да правиме, значи во ГЕМ, во АКСЦ, во Кула, ќе видиме кај ќе има место на отворено било каде, значи едукативни работилници на тема демистификација на конопот, значи што, како, на кој начин, значи најдобри методи за добивање на најквалитетно улје, иако моментално сега во Македонија сега не знам, али во Скопје ситуацијата е малце лоша со канабисот, со конопот, буквално го нема и тоа што го има е многу лошо. Вака, не знам колку ќе присуствуваат, знам дека ќе бидат доста луѓе присутни, цела Македонија. Дали се спортисти, артисти или не знам што и да се, за нас сите сме добро друштво. Значи дојдени сме тука, значи концертот ќе биде, значи нема да се наплаќа ништо, сето тоа ќе се направи во добри цели. Не знам што да кажам, сакаме само забава, не сакаме пречки ништо. Ќе видиме до кога. Значи се надевам дека што поскоро ќе се освестат, само што мене ме плаши дека ќе дојде тука фармацутска компанија, тоест GV Pharmaceuticals, и ќе не уништат со лекови. Тоест со лекови наводно направени од канабис. Нас не ни треба една супстанца, нас не треба синергија на сите тие супстанци заедно. Значи на THC, CBD, CDD, CBG и така натака, да не ги набројувам, многу се. Бидејќи едно по едно, само по себе нема никаква разлика. Значи ништо не врши некое дејство баш. Значи моментално е ситуацијата каква што е, вајда тоа е политиката која што ја водат, али се надевам дека во брзо време ќе ја увидат вистината и ќе се променат, бидејќи ако сакаме Европа више ги менјаат законите, значи во однос на канабисот, од Румунија да земеме, знаеме каква земја беше, каде е сега, така да мислам дека и на нас ќе ни дојде тој момент. Вистината е дека конопот може на нас малце повише да не спаси, искрено ви кажувам, во сите можни глитви, и затоа што секој втор е болен од канцер, што е многу страшно, кога ќе видите. Значи, треба да се мрднеме од таа точка. Све е затруено едноставно. Не знам зашто се проектира таква слика на очај, беда, страв, нема потреба. Значи, полека ќе се поминат границите, ќе се разбијат бариерите и се надевам дека конопот ќе стане достапен. Значи, оваков ивент е најбрзиот начин да се стигне до повеќе луѓе. Значи, каде што би сакале секој кој што ќе нормално присутните кои што ќе свират и така натака да дадат по една мисла за канабисот. Нивна, нормално, по една вистина, тоест по еден факт. Како што, например, не предизвикува рак на бели дробови, тоест тотално обратно. Не ги убива можданите кили, туку тотално обратно. И така натака. Фестивалот е само почетокот на нешто што планираме да го правиме секој... Почетна фаза на нешто што ќе трае нон-стоп. Значи, буквално нон-стоп. Секоја година во 4-20. Не, во ред тоа секоја година, него секоја недела ќе проектираме од документарци за канабис, ќе држиме од предавања, ќе видиме во однос на тоа колку луѓе ќе дојдат, па на крај ќе се направи петиција некоја, па ќе аплицираме до владата на Република Македонија и ќе видиме. Можда ќе ја припадат, можда нема да, можда ќе отфрлат. Ќе видиме како ќе одат работите. Не смееме да се откажеме за добробит на нашите деца што следуваат, за наредните генерации.